Nova bolest mu se zakanува на добитокот, посиниот јазик, сточарите во нова паника и екзистенцијална неизвестност, откако за прв пат во Македонија е регистрирана болеста чвореста кожа. Би требало да се прашиме, затоа што не се знае од која страна ќе долетат. Те они на секаде летат, комарците и моите. Ние сме сточари скоро од 90 година па нам, може и поназад. До сега не е имал нека озбирна болест. Стравот на сточарите е разбирлив ако се има предвид дека болеста не се лечи, а неа ја пренесуваат инсектите. Негде околу 10% од вкупниот број на заболени може да угине, што значи морталитетот е до 10%. Лекување на оваа болест, да кажем, во старт нема. Едино може да се премине кон антибиотска терапија, како би се спречиле други појави, односно појава на други болести. Токму и поради ова на сточарите им се препорачува голема внимателност кога во прашање е чувањето на добитокот. Пожелно е да има ограда, значи да биде оградена, нема пристап на други животни, на глодари, на прозорците на шталите, доколку е можно нормално. Пожелно да се стават и комарници, да не може да го намала бројот на инсекти што може да влезат во одледувалиштето. Ова е нешто што дел од сточарите во регионот веќе почнаа да го практикуваат. Објектот го третираме со средство со опрскање, поставиме на џамовите заштитна мрежа против комарци. Препораката на ветеринарните власти е да се следат животните и при првите намалување на млекото или покачување на температурата, односно намалената исхрана, да се контактираат матичните ветеринари, бидејќи јазлите по кожата се појавуваат кога веќе болеста е во поодминат стадиум. За било какво соочување со симптомите од оваа болест, веднаш да ги информираат ветеринарните друштва, матичните ветеринарни друштва, да ги информираат и благовремено да излезат ветеринарните инспектори и стручни лица од Агенцијата за храна и ветеринарство да постапат на лице место. Сепак и пред појавата на болеста кај сточарите штетите веќе се појавија. Стапи на сила забраната за продажба на сточните пазари, што во очи на празник за нив е чист зијан. Инаку болеста син јазик пред 2 години опустоши над 30% од стадата. Нов таков удар сточарството во регионот не може да преживее.